Добар ви ден, добри луѓе! Еден голем поздрав од екипата на Вкусот на традицијата од комплексот Златно буре Кучково на само 20 минути од градот Скопје, од центарот на градот Скопје, каде што ќе можете да се разладите во овие жешки денови користејќи го базенот, едноставно да уживате во овие прекрасни плодови на летото, кујната што ќе ви овозможи, подубавите сенки на дрвјата засадени тука во самиот двор, едноставно место за уживање. За денешната емисија Вкусот на традицијата ќе ви подготвам манџа од модар патлиџан. Модриот патлиџан е секаде ширум светот распространет, но во македонската традиционална кујна има примена стотици години наназад. Иако е донесен од Азија, од арапските земји, кој што секако приматот го има модриот патлиџан, но и во македонската традиционална кујна, посебно во летото, есента, од модриот патлиџан можеме да направиме многу чуда. Мусака од модар патлиџан, турли тава, салати со потпечен модар патлиџан, пинџури и така натаму, но овој пат ќе ви направам манџа. Да ги користиме локалните производи и овој модар патлиџан е тука од Кучково, од двор, од Бавча, и да направиме една манџичка која што стварно одговара према сезоната во која што се наоѓаме, летната сезона. За да ја направите оваа манџа, вас ќе ви биде потребно еден голем модар патлиџан или два помали. Два патлиџани, гледајте какви јабучари имаме, кои што се сочни, зрели, излупени да бидат. 4 пиперки, 2 моркова, пола китка макдонос, 4 чешниња лук, околу 150 мл доматно пире или од овие готовите што се во тетрапак во сите маркети, тоа го користиме за малку засилување на вкусот, една чаша вода или 2 децилитри вода, 3 до 4 супени лажици балзамико или оцет можете да ставите било каков, масло по потреба и ќе ставиме од зачини црвен пипер за малку да ја запржиме, но не со брашно, ќе видите како, малку буковец, малку сол, малку по потреба мешан сув зеленчук и малку бибер. Да преминеме на работа. Модриот патлиџан е претходно добро измиен. Сега ќе го излупам и ќе го насечкам на коцки. И ќе го ставам прво него да го пржам. После него ќе го изрендам морковот. И едно по едно ќе редам над. И во потребните состојки. Значи, не напоменав дека е неопходно. Јас подготвив 150 грама издробено и ситнето сирење. Или можете 150 грама кашкавал, што сакате. Едноставно, кога ќе ја јадете манџата, одозгора се наросува сиренце, па земете една векна леп и јадете. Ако немате, може само така да се послужи. Посебно, да кажеме, еве, ако се пости, можете да си ја јадете така манџата, затоа што ова е постна, доколку не ставите сиренце. Но за да не се става посебно коцки сирење, може одозгора да надробите. Сега ќе видите на колкави коцки треба да се насечка. Поголеми треба да бидат коцките, како компири за компир манџа кога правите.
Сега го ставам. За ова ќе ви треба јадење тенџере. Ќе ставите масло по потреба. Значи масло по потреба имаме во потребните состојки. Можете дури да ставите и кравјо масло ако сакате да пржите на масло. Можете да ставите масло од маслинки, маслинов зејтин, значи, или од овој стандард ние што си го користиме. Сега како сечкам, така ставам. И кога ќе се фати на првото пржење, тогаш ќе намалиме малку температурата на оганот. Со една дрвена лажица ќе си мешате. Знаете дека мудриот патлиџан пие доста масло. Но во овој случај не мора да ставате многу масло. Толку колку што ќе ставите, тој ќе го испие тоа и тоа е тоа. Сега ќе ставиме малку сол. Сепак, дали е сол, дали е шекер, мора да се проба. Ставам половина кафена лажичка и продолжувам да мешам и ја намалувам температурата на оганот, за да не ми изгори. Сега ќе го нарендам морковот. Претходно излупен и измјен. Повторно промешаме, ни капка масло немам во тенџерето. А ставив сигурно едно повеќе од 50 мл ставив. Сега ќе го додадам и морковот, а морковот исто ќе си пушти вода. Доволно е, значи го фати убаво маслото, сега го додавам морковот. И ќе видам, може би уште малку ќе му додадам масло. Што убаво замириса на пржен модар патлиџан. Инаку, ако регуларно го пржиме, знаете дека 1 литар масло нема да ни биде доволно. Се шегувам, нека си се прши, сега ќе ги лупам, ќе ги сечкам пиперките. Или ако имате пиперки ајварки и такви ставете, уште побаво. Затоа што вкусот на манџата е поинаков
кога имаме ваков вид на пиперки. А можете, ако немате други, можете и обични каварџик да ставите, било која сорта на пиперка. Сега ќе ставам уште малку масло. Така. Што убаво си се топи. Сега и пиперките како ги сечкам, така ги редам натре. Да ги искористим овие прекрасни зеленчуци додека ги има. Ке дојде есен, зима, ќе бидат многу скапи, тогаш ќе се ориентираме на она што има на пазарот. Зелка ќе готвиме тогаш, зелка, прас. Промешувам повторно. И ќе ви кажам каде е најголемата тајна на оваа манџа. Откако ќе си искрчка тука едно 15 на минути, откако се е добро пржено, ќе ја ставите во рерна. Значи, додека правите салата, додека поставувате трпезата, а претходно додека се пржи, да биде вклучена на 250 рерната. Па да видите вие после што е манџа. Затоа што овие пиперки беа многу големи, јас 3 ќе ставам. Ако се вашите пиперки помали, значи 4. Овие навистина беа големи. И доволно се 3 пиперки. Ова ќе искористам за салата. Сега оставаме 1/10 минути да си се пржи, а ќе ги додадам во меѓувреме зачините. Ќе додадам сега малку мешан сув зеленчук. Околу ја ставам неполна 1 кафена лажичка, малку бибер, на врвот на лажичката, малку буковец, исто половина кафена лажичка, а црвениот пипер ќе го додадам после. Пред да го додадам патлиџанот. Додека ова се пржи, јас ќе го подготвам и патлиџанот. Важно е да биде излупен претходно. Исто на коцки. Тие што се тврди делови, отстранете ги. Така.
И патличанот кога ќе се испржи, значи како локум ќе биде. Овој јабучар убав, сочен, зрел. Така. Вие како си сечкате, она ќе си се прши. Додека и пиперката не се испржи убаво. Значи, зборуваме тука за количина на домат, па да има едно 700-800 грама. И да биде многу зрел, тоа е важно. Да биде многу мек патлиџанот. И овој сок што е остана тука, и тоа ќе го ставам. Сега ќе му дадам малку црвен пипер. Така. Сега уствари ќе го подзапржам така. Да го фати црвениот пипер маслото. Тоа ми треба. Ете така. Сега го додавам патлиџанот. Така, ќе го додадам сокот. Промешувам. Сега ќе го додадам лукчето и макдоносот. И пирето од домати. Или салца. Ова е свежо и подпржено од тегла. Значи домашна изработка. Така. Сега лукчето ќе го направам на крупни парчиња. Да се препознава. Одлично. Сега промешувам. Сега патлиџанот ќе го пушти целиот свој сок. Ќе додадеме водата. Ќе додадам сега балзамико. Или оцет, како што ви кажав. Масло не додаваме, затоа што има. Тек сега, откако ќе се искрчка она, колку ќе пушти и од маслото. Сега единствено што можам да направам, значи пред да почне да крчка, ќе пробам да видам дали е доволно солено. И ќе го затворам тенџерето и ќе го оставам 20 минути. И после уште половина час во рерната. Со се тенџера. Треба уште малку сол. Одлично.
Сега веќе ништо не му треба, сега му треба да крчка. Го затворам и ќе го проверам за кратко дали е доволно, а рерната ни е веќе стоплена. Доста се изнакрчка, доста му е. Еве го исклучувам веќе. Погледнете, погледнете. Па кога во чинијата ќе му наросам и сиренце. Леле. Готово е. Ово уште за сол да видам како е после крчкањето. Мераци, едвај чекам да ја поставиме трпезата и да му се насладам на ова јадење манџа со модар патлиџан. Останете со вкусот на традицијата. Ете, драги мои, сега дојде ред да си ја пробаме, тоест да се изнајадеме од оваа манџа со модар патлиџан. Па како е убаво, искрчкана. И со малку сиренце и малку лепче, но прво да ја пробам вака. Како локумче да јадеш. Леле, колку е сладка. Колку е сладка, само да знаете. Направете и вие и уживајте. Уживајте во вкусот. Во овој вкус што оваа манџа со модар патлиџан ќе ви ја направи. Ова е право задоволство. Толку е лесна, чиниш дека можеш целата да изедеш. Може во комбинација со сиренци, верувате, и ништо друго не ни одговара. То по леп или леп по ваш избор, парче сирење, една голтка вино за да наздравите и комплетен е ручекот или вечерата или што сакате. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Во оној момент кога ќе му опростите на човек што ви погрешил, секоја ќе му простите. Знаете ли што се случува во тој момент? Во тој момент завршувате со него комплетно за секогаш. На здравје, се гледаме во следната емисија. До тогаш останете здрави и живи.